أي قلب ضمه الصدق بشوقي أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарно само припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до сунниот ден. Довата, браќа, е ибадет за кој човекот се наградува дури и ако не му е веднаш примана. Но Аллах субханаху ва таала им ветил одговор на сите што му се обраќаат со дова. Сепак, одговорот понекогаш може да биде спречен или одложен поради одредена причина или поради мудроста што возвишениот Аллах Азза ва Џел ја сака. А понекогаш Аллах Азза ва Џел одговара и со повеќе отколку што човекот побара. Но Аллах субханаху ва таала од својата милост определил и посебни места и посебни времиња во кои примањето на довата е поблиску и посигурно. И токму заради тоа, човек или наверникот му прилега да ги бара тие времиња и тие места и во нив упорно да се обраќа на возвишениот Аллах Азза ва Џел, затоа што Аллах субханаху ва таала го сака својот роб кој истрајно и повторно му се обраќа со дова и сака да го слушне понизното молење на својот роб пред него. Првото тие времиња во кои довата не се одбија е токму, браќа, довата меѓу езанот и икаметот. Тоа е време кое за жал многумина го запоставуваат. Откако ќе се заврши езан до почетокот на каметот е време на дова. Дова која се учи исто така и во самиот намаз, самиот сунне што се клањат, а теја е посебно на сеџде. Имаме Тирмизи пренесува во својот џамија хадисот Енес ибн Малик радијаллаху анху кој вели дека Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем рекол: "Инна дуаа ла юрадду бейна ал-аҙани вал-иқамати фад'у." Довата меѓу езанот и икаметот не се одбива, затоа упатувајте дова. Од времињата на примањето е и длабочината на ноќта, особено на низиниот крај, односно последната третина од ноќта. Имаме Тирмизи пренесува хадис од Амр ибн ал-Ас радијаллаху анху кој вели дека го слушнал Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем како вели: "Aqrabu ma yakunu ar-rabbu min al-'abdi fi jawfi al-layl al-akhir, fa in istata'ta an takuna mimman yadhkuru Allah fi tilka as-sa'ati fakun." Вели алейхи салату ва селам: најблиску што Господарот е до својот роб е во длабочината на последната ноќ. Ако можеш да бидеш меѓу оние што го спомнува на Аллах субханаху ва таала во тој час, биди. А најдоброто спомнување на Аллах Азза ва Џел е токму со дова. Возвишениот Аллах Азза ва Џел ги пофали оние кои бараат опрост во часовите пред зора. Па велит Аллах субханаху ва таала: "Кану қалилан мин ал-лейли ма яхджаун ва бил асхари хум јастагфирун." Тие, опишувајќи ги верниците,
ноќе само малку спија и во часовите пред зори бара опрост од Аллах субханаху ва таала. Значи тоа е посебно време, а те е последната третина од ноќта каде што довата не се одбија. Од времињата, браќа, кога довата се примат, е и еден посебен час во денот на џума, во петок. Имам Бухари и Муслим во своите сахи го пренесуваат хадисот од Ебу Хурейра радијаллаху ан, во кој Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селем го спомнал денот на џума, петок, и рекол: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه. Велит во денот на џума има еден час кој ако го погоди муслиманот додека стои или клања намаз и од возвишениот Аллах азза ва џелле бара нешто, тој ќе му даде. И покажал со своите раце дека тој час е многу краток. Исламските учењаци се разединети во поглед на тоа кој е токму тој час. Најверодостојни се две времиња. Најверодостојни се две времиња и кој човек е добро да испојта овие две времиња. Првото мислење или првото време дека тој час е од моментот кога имамот ќе седне на мимбер па се до завршувањето на џума намаз. Ова е посебно време во кое довата не се одбија. Па оња кој е во џамија, муктедија, треба внимателно да слуша худбата. Потоа, измеѓу две худби кога имамо часенни, убо е да направи дова, да прави дова, пошто те е во времето на тој час. Исто кога имамо прави дова, да велит амин. А потоа, додека сме во самиот намаз на џума, добро е што појче да се прави дова на сеџде и точно пред да дај селам. После Аллахума раббена атина раббена гфирли, ако знаеш било која дова прави во теја време, во овија час е час кога не се одбијат довата. И вториот час или второто мислење, кое е појако и поисправно, е дека е после ичиндија до акшам. Од после ичиндија до акшам. Оња што сака да го погоди тоа време од ичиндија до акшам, имат појче начини, бреќа. Прв начин и ој најдобар начин е од ичиндија да остани до акшам и да го спомени на Аллах азза ва џелле и да прави дова. Се преноси дека Саид ибн Џубейр рахимехуллах, кога ќе го клањал икиндија намаз, не разговарал со никого се додека не зајдело сонцето. Посебно на последниот дел од ичиндија. Второто време е човек да дојде порано за акшам. Ако немој да остане од ичиндија до акшам, тогаш да дојде некое време пред акшам, па да прави дова све додека не се учи езан за акшам. Бар да го искористи ове време. И трето, кое е веќе најслабо, човек ако се наоѓа дома, ако не е за џамија, ако не дојде џамија, дома или било коде, да прави дова пред да избегат сонцето. Овие се три начини, но најлесен или најдобар е да дојдеш порано за акшам и да му се упатиш дова кон возвишениот Аллах азза ва џел. Од времињата, браќа, за примање на довата е исто така кога човекот е на сеџде. Се преноси во Муслим де Ебу Хурейра радијаллаху анху дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: "Инна aqrab ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akthiru ad-du'a." Најблиску што робот е до својот Господар е додека е на сеџде. Па затоа велит, учите што повеќе дова. После субхана рабијал а'ла, ако ти се дават можност, посебно кога клањаш сам, гледај да учиш што појче дова. Ако не знаеш многу дови, бар учи она што мисля скоро секој ден од нас знај, а теја раббена атина фид дуња хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва қина азабен нар, зашто ова дова ги опфаќа хајратите и на дуња и на ахирет. Исто така, браќа, од времињата на примањето дова е и будењето во било кој дел од ноќта и упатување на посебна дова што е пренесена од Мухамед саллаллаху алейхи ва селлем. Во Имам Бухари пренесува од Убад ибн Самит радијаллаху анху дека Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем рекол: "Кој ќе се разбуди во текот на ноќта во било кое време и ќе ја каже следната дова:
La ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illa Allah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Значи прво да дојде со ова дова. А потоа велит, ке каже о Аллаху мој прости ми, или ке упати дова, ке му биде примена. Значи во било кој време не треба нити да станвиш, нити да земиш абдес, нити ништо. Ако станиш во било кој време ноќта, проучиш ова посебна дова на Мухамед алейхи салам, па после не ја проучи било што, све што имаш потреба, Аллах азза ва џелле нема да ти одбие довата. Па Мухамед алейхи салам вели плюс, а ако потоа пак земат абдес и клањат, неговиот намаз ќе биде приман. Меѓу причините веќе за примање е и посебната дова на Dhun-Nun, тоест на Јунус алейхи салату вассалам. Имаме Тирмизи во својот сахих го пренесува хадисот од Саад радијаллаху ан, во кој Аллаховиот пратеник салаллаху алейхи вассалам рекол: довата на Dhun-Nun, на Јунус, кога ја упати додека беше во утробата на китот, беше ла илаха илла анта субханека инни кунту минадh-ظалимин. Кратка дова. Но ова дова, вели Мухамед алейхи салам, ниту еден муслиман не ја упатил ова дова за нешто, а Аллах да не му одговорил. Кога бараш некоја работа од Аллах азза ва џел, проучи ја на почеток ова дова, па после барај од Аллах азза ва џел. Ла илаха илла анта субханека инни кунту минадh-ظалимин. Ова е најголема причина за твојата дова да биде примана. И последното што ќе го спомниме од времињата кога се прима дова бреча е кога паѓа дожд. А исто така и во самата борба на Аллаховиот пат. Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи васелем рекол: "Thintani la yuraddan. Ad-du'a 'inda an-nida aw 'inda al-ba's hina yulhimu ba'duhum ba'da." Вели две дови не се одбијаат. Две дови не се одбијаат. Довата при езанот, значи после езанот, и довата во време на жесток судир кога едни со други се судираат во борба. И во тој момент дова не се одбија. И во друго предание додал Мухаммед саллаллаху алейхи васелем, вели и довата под дождот, или довата кога паѓа дожд. Сви во овие се бреча времиња или места каде што довата не се одбија. А на нас е да упатвиме дова ке Аллах азза ва џелле во секое време, но да и пазиме посебно овие времиња каде што Аллах азза ва џелле ни извести од неговата милост дека не и одбијат овие дови. Го моля на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни уцврсти на неговата вера, го моля на Аллах азза ва џелле да ни напред од оние кои се примани нивните дови и го моля на возвишениот Аллах азза ва џелле да ни даде искреност во нашите дела. И го моля на возвишениот Аллах азза ва џел да ни соединит во Дженнетул Фирдаус заедно со пратениците, искрените, шехидите и со сите добри луѓе. Амин. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على نبي الرحمة والهدى فقد أمركم الله في قوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود، اللهم طهر المسجد الأقصى من رجس اليهود. اللهم عليك باليهود يا رب العالمين، اللهم عليك بجنودهم، اللهم عليك بأوليائهم، اللهم عليك بدباباتهم وسفنهم
فيهم يا رب العالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمستضعفين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم من أرادنا ومنهجنا وعقيدتنا بسوء فأشغله بنفسه يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.